Добре дојдовте назад. Ова е втората епизода на Дали сте подготвени за Пелистер. И додека во првата имавме патување низ пейзажите на Пелистер и адреналинските спортови, сега нурнуваме длабоко во срцето на оваа извонредна дестинација. Јас сум Љубица Ангелкова, а моите денешни соговорници што ми се придружуваат се страстни да го промовираат Пелистер како единствена дестинација за храна. Со нив ќе ги истражуваме нашите лични врски со планината, ќе зборуваме и за богатиот биодиверзитет и културното наследство со кој Пелистер има потенцијал да стане локација за одржлива кујна. Пеце Цветковски, основач на Вила Дихово, ја направи славна, со страст за зачувување на традиционалните рецепти и прикажување на изобилството од локални состојки и љубов бескрајна кон планината. Пеце е човек кој понуди приказна која стана позната глобално. Елена Каровска-Гошевска, промотор на буковската пипер и slow food активистка. Од нејзините напори да го ревитализира традиционалното одгледување на пиперка до нејзините пристапи кон одржливи практики на храна, Елена го води набојот кон посвесна и поповрзана култура на храната во регионот. Зборува и за тоа како една француска телевизиска емисија го направи Буково славно. Игор Поповски, производител на сирење и кашкавал, со длабока почит кон традиционалните техники на правење сирење и посветеност на квалитет и одржливост. Игор има многу хобија. Ја сака премногу планината. Зборува за предизвиците за зачувување на локалните традиции на храна, но и за можностите за иновации и развој. Патувањето на Игор е доказ за трансформативната моќ на страста и упорноста. Добре дојдовте во втората епизода од подкастот Дали сте подготвени за Пелистер. Јас мислам дека ако можев да бирам поидеални гости кои што ќе бидат поврзани со искуствениот туризам, со гастрономската приказна на Пелистер и со тоа како се на уникатни начини да се привлечат туристите на оваа наша прекрасна планина, не можев да изберам, зашто веројатно за сите тројца важи едно исто правило, дека ако треба да се изберат лична химна, би била она на Јонче Христовски, "Куќа имам на Пелистер". Ќе ја запееме или не? Дали е грешка? Куќа имам на Пелистер, аџанак, баџанак, кој му стиска нека дојди, аџанак. Ете така. Моите денешни гости се луѓе кои што не само што ја сакаат планината, тие живеат планината, нивните живеалишта, нивните куќи се наоѓаат на Пелистер и веројатно Јонче Христовски, инспириран од убавината на планината и од тоа зошто треба да се има куќа на Пелистер, ја напишал и оваа песна. Пеце Цветковски има куќа во Дихово, Игор Поповски има куќа во Дихово и Елена Гошевска има куќа во Буково, меѓутоа има куќа и во Ротино. А ќе кажеме и зошто. Денешната емисија ја посветуваме на луѓето кои што ја прават гастрономската приказна, slow food приказната на подпелистерието и навистина ќе биде многу интересна. Ме прашуваат камерманите со кога ќе почнеме, кажав ќе почнеме со домакинот. Наш денешен домакин е Пеце Цветковски, кој што сите го знаат како Персата. Стварно не знам која е анекдотата врзана со твојот прекар. Меѓутоа, можда и тоа ќе ни го кажеш на одговор на првото прашање, а тоа е која е твојата интимна љубов, како почна врската со Пелистер, на што можеш да се сетиш од своето детство и како воопшто се случи Дихово во твојот живот? Тука сум роден, тука сум израстен и како доаѓаат годините, мислам дека и тука планирам да завршам. Растен сум во
во ова село, во ова шума, со децата, како деца. Поголемиот дел го врвевме во шумата, него во селото. Во суштина, човекот е роден да живее во природа. Јас така го сватив животот и така и го живеам. Мојата фамилиарна куќа позади е од 1925 година. Значи, до година правиме 100 години од фамилиарна куќа, која што купиле моите дедовци, од кои 4 браќа, 3 биле во Америка. Едниот мојот дед останал во Брајчино се тие, роден, живеани. Со 4 канти злато доаѓаат преку планина и купуваат скоро пола Чифлик, пола село во Дихово. И така се случува да тие дојдат со своите фамилии тука и 1925 година ги изградат сите овие куќи. И затоа нас тука популарно не викат преспани. Значи луѓе дојдени од Преспа и купени од Турчинот. Значи Турчинот од 1925 се уште имало тука во домот и тука бил имотот на турците. Го купуваат со 4 канти злато од Америка и тука продолжуваат да живеат. Како почнувам да играм фудбал, одам странство, се враќам Данска и светнува дека од ова може да се направи нешто. И така ова куќа ја репарирав, ја припремив, за да пред 7 години се направи уште еден дел и да дојди цела ова приказна за поврзано со туризмот, да прошлата година имаме гости од Еквадор, Панама, Аргентина, Мексико, до Јужна Кореја, Јапонија, Тасманија. Така да историјата е таја. За другото, за прекарот, моите другари како дете ме викнаа Перца, од Перца премина во Перса и така си остана до ден денес. Персата нема куќа, има куќи на Пелистер. Јонче Христовски треба да ја смени песната. Игор има куќа на Пелистер. Игор има љубов кон Пелистер. Битолчани го знаат многу добро, како човек кој што ја сака планината, човек кој што планинари. Имаме тука и супер друштво, ни прошета миленикот на Персата, или миленичката? Миленик. Човек кој што ја сака планината, планинари, човек кој што ги сака трките затоа што трча и човек кој што упорно кога го барате на телефон, тој се вози на неговиот точак. Па одложени се повиците, меѓутоа секогаш е оправдано. Која е твојата врска и каков е линкот прв иницијален со Пелистер како дете? Прв иницијален линк со Пелистер, па не можам да се сетам која година, бев 6-7 одделение. На татко ми најдобар другар, Лазе, ме однесе на Пелистер, а неговиот татко учествуваше во градбата на планинарскиот дом на Големо езеро. И тие се стара планинарска фамилија и тој ми ја всаде љубовта за Пелистер, кај не ме однесе од секаде кај што одиме и денес, од Нолици, врв Пелистер, Маловиште, Големо езеро, ги редам сите преубави места на нашата планина и тој беше прв што ме однесе и што ми ја всади таа љубов. Географија како дете ме интересираше и кога ќе отворевме карти да гледаме нешто, тука да се оди, тука да се оди, тој што одел по планина ги има Битолчани доста за среќа што одат и денес и знаат тој да го седат тој убав момент кој се качат, кој ќе го вдишат тој убав воздух и најубавите гледки од озгоре. Тој ми е линкот, инаку и мајка ми од Диовчанка, баш тука родена, растена, баба ми, дедо ми со Дихово и така. И мојата работа почна со, имам фарма во Дихово со овци и со крави и така да цврстите ми се цврсти врски имам со Дихово. Секојдневие ни. Велат дека Буково ја има најубавата архитектура од подпелистерските села. Буковчани се особено горди на неа. Буковчани, ако овде купиле куќи со 4 канти злато во Дихово, буковчани работеле макотрпно најчесто во прекуокеанските земји Австралија и Америка и успеале да направат куќи кои што и денес се бисери на архитектурата и да ги чуваат, да се запазат такви какви што се. Буково е славно и по многу други нешта. Буковската пипер е веројатно една од нив, за неја ќе зборуваме, меѓутоа многу ме интересира
Како се сеќаваш на своето рано детство, на деновите поминати во Буково и раскажи ни ја врската на тоа диагонално поврзување меѓу Буково и Ротино? Така, врската нели почнува од самото детство во природата која што го обкружува селото. Како мали многу често, иако мали нели во тие времиња кога имаше малку повеќе слобода, знаевме да зашетаме по ливадите, по ридот на селото, нели безгрижно онака и да не побараат домашните дури по 2-3 часа, така да таа љубов се развива од тогаш, од мали ноци, нели целото наблюдување на природата која што го обкружува Букова е доста. И ја раѓа и љубовта веројатно некако спонтано. А самото село, како што кажавте, е многу убаво, богато со архитектура, со градби кои што нели се имаат посебен шмек и неколку архитекти кои што го имаа поседено во една прилика. Селото рекол па не е село, е мало градче. И италијани кога дошле рекле па ова е супер, како италијанско градче. Значи си има свој шмек. И нели таа врска од Буково може да подсвесно љубовта кон природата, кон планината. Не знам, ја најдов и на друго место. Значи мажот ми е потекло од Ротина и таму имаме куќа. Значи ако Персат и Игор имаат по една куќа, јас имам 2 куќи на Пелистер во Буково и во Ротино. И многу е убаво и Ротино исто така можеби повеќе огледало на Пелистер бидејќи е повеќе во природа, со повеќе зеленило, има широки дворови каде што цело тоа зеленило нели може добро да се почувствува и многу сум среќна што еве некако животот така ми ги нареди коцките да бидам тука, да останам под Пелистер, нели баш овие планински села. Со својот богат биодиверзитет и со својата култура и традиција, овој регион има страшен потенцијал, меѓутоа малкумина го увиделе или малкумина имале храброст тоа да го применат. Едни од тие ретки луѓе сте вие. Што е она што ни го дава Пелистер како убавина, подпелистерските села како атракција на свој начин? Зошто некои виделе потенцијал во тоа, а другите сметаат дека е потребно да се створи некое чудо, па да се сменат нештата за да го видиме вистинскиот потенцијал на искуствениот туризам? Мислам дека најголемиот страф на луѓето е од незнаење и од неуспех. Општо во сите бранши во живот. Јас сум успеал пошто другите не почнале. Кој не пробал, тој не успеал. Има една девиза дека само тој што се откажал, тој не успеал. Најстрашно да нешто во животот е откажување. Јас кога отидов во Данска да гледам што имаат, како имаат, има некој си проект, викам дека и ние го имаме истото. 4 работи се спиење, јадење, пиење, тоалет, со патување и туризам. Ова што го имаме е благодат на Пелистер. Ево за 5 минути сме во центарот. Зимно време сонце и снег, летно време не ни треба клима. Да спиете најново во природа. Па мислам ако не сте мрзливи, да не претерам 200 дена во годината може комото да соберете храна од природата. Да во дом собирам мечкин лук. Мечката што го јадиш. Киселец, коприви, полжави. Печурките не сум некој голем експерт, али ги откупувам други кои ќе ги соберат. Па уште ако сте рибар, јас мислам и над 200 дена во годината може да имате храна. Така да ние пак ќе речем, ние сме родени да живееме во природа. Кога доаѓаат гости од цел свет, таа прошта не да јадме човек од Карибите. Тој вика да, убаво е се тоа, али ова ме воодушевува. Што прошла недела швајцарци исто. Може е наша предност што не сме уште искомерциализирани. Се уште сме сурови како што дала природата. Пошто реално, не знам дали знаете статистички податок дека после Швајцарија и Австрија сме трета највисока држава во Европа. Само Пелистер има. Па доаѓа жена пленарка од Германија и вика, деце дојдов, пошто вие сте после Швајцарија и Австрија, една од највисоките држави во Европа. Само Пелистер има 14 така. По новите истражувања Црна Гора е прва, Македонија е втора во Европа. Да. Осма во светот по процентуално. По процентуално, колку сме нави? Значи ние сме тука 860, 880, зависи кој како кажува. Живеете скоро на 900 метри надморска висина. Да. А имате 300 денови сончеви.
Ево, например, грејење. Позади мене имам 7 сончеви колектори на подно грејење. Па најмалку 250 дена имам гратис грејење и топла вода. А тоа не е ништо посебно. Само треба да размислите, речете, чекај, а сите работиме дома за топла вода и топол воздух. Иначе би спиеле како леон надвор. Така, планетата ни дава многу можности. Од храна, од здрав живот. Кај да одам на скијање, па над 100, беше 100 евра по човек, сега е сигурно 150 по човек. За 15 минути сме на скијање. За 20 минути сме во Преспа, за 2 сати сме на море и летаме за 30 евра, 40 евра во Европа. Никој што не ни се случило нас. Едино на туристите сум му кажал, не сум му кажал никаков лош збор за нашата држава, едини хендикеп што ние немавме 5 богати генерации пред нас, како нив да направат стандарди и норми. Тоа ни треба време и нормално ни треба уште многу работи за туризмот, инфраструктура, али пак се сваѓа на добро квалитетен смештај за спиење, анимација, овчарите, пчеларот работи, почна со 10 сандуци, 20, сега има 400-500 сандуци. Моментално доаѓа Джоле фризерот, атрактивниот со 6 коњи, и ево денес ги маркира патеките, ќе имаме јавање на коњи. Така да, туристот е богат, тој има пари, само треба да му понудиме како тој да ги потроши. Исто како ние. Со ден збор јас викам, пречекај го гостинот како што сакаш да бидеш пречекан. Не е никаква филозофија. А зошто успеав? Пак ќе речам, пошто другите не пробале. Апел до градоначалникот. 100.000 евра за подпелистерија, 20 фамилии да се поддржат или да се испровоцират, да му се дат грантови, да почнат. Од едни луѓе што ќе барат само нешто од државата, ќе почнат да плаќат данок. Замислете ние да сме тука 20 луѓе што ќе нудиме истовремено. Конкуренција, понуда, квалитет, можности. Така да, пак ќе речем, најголемиот страф е незнање, неуспех. Али и нормално, треба упорност и дисциплина. Пошто многу пати, кога дискутираме со младите и со се, мислам дека никогаш не било полесно да успеете во Македонија. Ево, дали е забрането во Македонија да се учи? Не. Дали е забрането да вежбаш, да ништо? Само да се предаваме, да го бараме по лесниот пат, да одиме во Германија и да не се вратиме. Тоа е тоа. Јас бев многу рано, на 22 години во Данска, кога живеев на 21 степен најтоплиот ден и плаќав 69% данок. И сватив дека јас не припаѓам таму и се вратив. И нормално, другата приказна, професор по физичко, па сега работам во Буково. Одам на работа со точак, брусни клавци во Буково. Едноставно државата ми плаќа да вежбам. Така да, затоа викам, да мислише без пари. Потенцијалите се често пати тема на дискусија. Колку од нив користиме, ние најдобро знаеме. Колку од тоа што е искористено на прав или лош начин подлежи на комплименти или на критика. Кој е твоето мислење, Елена? Потенцијали на вистина постојат и оно што рече Пеце дека успеваме бидејќи нема многу кои се обидуваат, некако луѓето се плашат, некогаш не сме ни самите свесни за потенцијалите. Во Буково потенцијалот и ние го откривме некако спонтано, не дека бевме целосно свесни, меѓутоа постепено со работата и почна во еден период сами да доаѓаат туристи кои што слушнале за буковската пипер и тоа туристи од Австрија, од Франција, кои што директно со комбе доаѓаат и во Буково бараат. Кај беше Илинка, нели, производителката на пипер која што ја виделе по реклами. И така и ние свативме тој искуствен туризам, го научивме баш буквално преку искуство наше лично со туристите и самите, нели, кои што претходно го видовме потенцијалот на буковската пиперка. Меѓутоа преку гледиштето на локалниот пазар, тука во државата како да го крениме тоа ниво на продажба, нели? Меѓутоа се случи истовремено да го сватиме и потенцијалот за туризам кој што постои на пошироко ниво.
Постои истото, еве, нели јас со моите две села ќе поврзам и со Ротино. Значи доаѓаат луѓе со тоа мало езерце кое што постои таму, меѓутоа е толку симпатично и целото село и нели околината и доаѓаат, бараат куќи да купат, бараат каде да преноќат, меѓутоа нема за жал. Го гледат езерото, седат неколку сати и си одат. Сега постои потенцијал нормално, бидејќи кога секој тој што тргнал да види природата, после тоа негде треба да биде пречекан. Сега Пец е еден, да има повеќе како него ќе биде подобро, бидејќи ако се врати во градот Битола, нели, да јаде, да спие и тоа искуство му е скратено на некој начин. Да. Значи не е целосно. А и она што се нуди како ресторанска сцена во Подпелистерието главно е многу модерно. Да. И не е толку автентично. Странците бараат нешто што е навистина автентично, затоа што за модерни ресторани и за мени кое што содржи бечка шнисла и пилешки прсти, мислам дека не би патувале на ваква дестинација. Тоа го имаат и дома. И па тоа е, значи тоа искуство би било целосно само доколку тука и храната успееме да, мислам, сите како општина, како држава, нели, да го сватиме тој момент и храната да биде таа една од главните компоненти кои што во туристичката понуда ќе биде добро вклопена, нели? Бидејќи Пелистер нема, нели, некогаш ни рампата не работи, нема никој кој го ограничува пристапот, секој може да оди, да го види Пелистер, меѓутоа тоа искуство е половично доколку автентичната храна ја нема. Се случуваше да ручаш на Пелистер и да добиеш мариовско сирење. И не е спорно, тоа е убаво. Меѓутоа, од неодамна имаме можност во понудата, како кај Пеце кога доаѓаме на ручек, или да купуваме за во сопствените домови, да си купиме подпелистерско сирење. Автентичноста на храната и гастротуризмот добива на цена секаде во светот и само автохтони продукти од проверени фармери, од регионот кој што гравитира кон таа гастрономска приказна, денес врват во светот. А луѓето сакат да го знаат потеклото на храната и одат на конкретни дестинации да ја испробат локалната храна. Бидејќи и тројцата сте поврзани во тој ланец на slow food приказна, која што навистина фантастично развива иницијатива и врши едукација на голема врата, кој колку ја разбира е тоа веќе е малку поинакво прашање. Игор, што ќе кажеш ти на таа тема? Ти влезе во бизнис со производство на сирење и кашкавал, меѓутоа ти нудиш автентичен продукт кој што има свое значење, географско. Па, тука на овие простори под Пелистер, навистина е што турско се познати со чување овци, производство на сирење, па и кашкавал. Иако како во цела Македонија, така и во овој дел, тоа стагнира, тоа мора да се каже. Останавме многу малку што работиме, јас сум релативно нов. Познам луѓе по селата Нижополе, Магарево, Трново, нешто Кишава, кај тој дел што се може 4-5 генерација го работат ова. Јас што го работам со сточарство и производство на млеко, на сирење, на кашкавал. Има потенцијал невиден на Пелистер во тоа. Се уште е многу чисто тука, еколошки е чисто, нема апсолутно ништо загадено. Нема ѓубре расфрлано за химикали, да не зборувам како што има во добар дел, за жал во Македонија на други места. На сред муабет морам да го кажам, преге ми текна Пеце нешто што кажуваше за условите природни во Македонија. Сум го гледал на телевизија израелец, експерт за земеделие, повикан во Новаци на предавање на земеделците. Човекот дошол претходно тука, анализи правил на почвата, на хидросистемот Стрежево, сончеви денови, толку и толку, ова она. И рече, го отвори излагањето со овие збори. Не сте свесни кое богатство го имате. Го гледат, вака се чудат. Не сте свесни, ние од песок, од необработлива површина, сме први во светот, рекордери по производство. Ви овде се ви е даено. Земи работете. И применување техники, тоа е технологии нови. Тоа е многу, многу важно е тоа. Не може да производство како што било пред 50-100 години, ние се базираме од знаеш, дедо ми кажуваше вака работел. Умре тоа време, дај нешто примени ново. Има посебно од запад,
отвори, види, барем денес е лесно да искомуницираш, да најдиш, за да го примениш. А пак ќе спомниме од темата ни е Пелистер таков каков што е, седал Господ, да не речем до совршенство. Од пасишта, од вода, од сончеви денови, од многу блиску до градот, сите под Пелистерски села се 5 минути до градот. Со точак ја трниш ќе стигнеш, со пеш да не речем ќе стигнеш, блиску си. Таква е местоположбата. Дихово благодарение на персата заврши во листингот на Lonely Planet како најпосакувана скриена дестинација. Да. Што е она што го воодушеви човекот, новинарот кој што пишуваше за тебе? Самиот почеток со Патрис Керпер, кога дојде да го чистиме селото Дихово, за 3 дена да изчистиме 50 тони ѓубре со 32 амерички волонтери. На самата прослава вечерта дојде писателот Крис Делисо. Кога тој ми праша шо планираш, шо ќе нудиш, јас после 2 чаши вино му реков дека едино сменјате некој што пари и дека да го пречекаш гостинот како што сакаш да бидеш пречекан. Тој со тие 2 реченици ме прошета низ сите таблоиди во светот за туризам. И кога дојде после 2 години, со моја доградба се, више ќе те ставам на гласање во Lonely Planet за скриен дестинација во Европа, 50. И тогаш неочекувано ние добивме 7 дестинација во Европа скриена да се посети. Едини од Македонија. И така почна таа приказна да ние бидиме во Lonely Planet, за да стигнеме во 2018 пред пандемијата, меѓу 8 скриени дестинации во светот што ги препорачува Lonely Planet да се посетат за храна. Со места од Карибите, Бали, Мајорка, Мароко, Јордан, Емилија Ромања, Италија и така. Да исто Олив магазин е престижно списание за храна. Не препорачам ги 5 скриени дестинации во светот да се посетат исто за храна. Нормално тие доаѓаат секоја година, секоја втора година, ние не знаеме кои се тие скриени писатели, не пратат и така ги обновуваат тие. Да. Така да тој начин на контакт, кој никој не очекувавме ние, странците беа одушевени, позитивните коментари што ги дадоа тие, дево на Booking сме 9.3 до 9.7, веќе 17 години, али тој е најтешкиот дел, како да се одржиме. Што се поставува на трапезата за твоите гости? Ние тука имаме нешто навистина. Нашите гости немаме мени. Викам дека јас сум менито. Така да дента шо ќе имаме, тоа јадат. Ама исто кажи дека и нема ценовник. Да. Него секој плаќа колку што смета. Па многу пати одиме во ресторан, не сме задоволни, коментираме или сме задоволни. И јас реков дека ќе работам обратно од сите, да нема цена, да гостинот сам одлучи колку ќе плати. Исто одите во хотел, ресорт и викат станувај 7 до 9 доручек мораш, а ти си на одмор. Реков да гостинот сам одлучи, тоа е негова храна, дали ќе јади во 7, 8 или во 11, тоа е за мене исто. Само малку повеќе грижа, али нивните коментари се мерило за да стигнеме до тука и да најтешкиот дел да го одржиме. Зависи од сезоната. Ево овој период гледате рукола, мечкин лук, тавче, гравче, полжави, значи периодот на полжавите кога почнуваат домашно зелниче, нашето вино, нормално, локалното сирење, тие се јадењата што изврка од кај Игор за доручек, значи друго е да користите некое путерче кој е 2 години замрзнато во некој фриждер, друго е неговата изврка кој има рок на траење. Се сеќавам на лауреатите на фестивалот Браќа Манаки, кои што редовно тука ги носиме на ручек, како сами си собираат домати пиперки од бавчата и после си подготвуваат салата и, например, ако во таймлајнот стои дека ручекот кај персата во Дихово ќе трае 2 сати, тој се издолжува на 5-6, затоа што не сакат едноставно да го напуштат местото. Па тоа е најголемата сатисфакција за нас, да луѓето доаѓаат. Многу пати се случило да доаѓаат на еден ден, па да останат 5, 6, 7 дена. Да правиме свадби од Јужна Африка, Боливија, Шкотска, 2 свадби од Германија. Така да тоа е некоја си сатисфакција за тоа што го работиме, али пак ќе речем најтешкиот дел како да го држиме. Буковската пипер е глобално славна.
некаде мислам дека во Хрватска прочитав плескавица са буковце. И тие сме. Во Београд. И во Београд, точно. Арте каналот случајно залута во Буково и направи таква добра сторија, репортажа, и ова се поклопува со ова што го кажува Пеце, дека сторителингот, односно луѓето глобално по медиумите патуваат, истражуваат, пишуваат и тоа ја прави најдобрата промоција на ваквите дестинации. После објавата на Арте, Буково стана глобално славно и почна да доаѓаат туристи со трейлери, со специјално за да испробаат пиперта. Баш Тоа беше големо изненадување за населението. Непоканети гости, да речем, меѓутоа пожелни во секој случај. Да. Вие колку семејства произведуваат буковска пипер? Многу е убаво како ти ги имаш изорганизирано во целата таа приказна поврзана со Президиум Буково се вика под Slow Food Македонија, и некои детали да ни откриеш. Така. Арте ТВ во суштина кога дојдоа во Македонија сакаа да снимат документарен филм за ајварот. Нели сме познати по ајвар и нешто со пиперка и непознат ајвар, нив им текна на тој. Ние викаме ај малку сега ајварот нели веќе се знае генерално на светско ниво. Им предложивме ние да снимат за буковската пиперка и нели порано нашите баби правеле ајвари од буковската пиперка, меѓутоа тоа е многу мачен процес бидејќи пиперката е специфична и е многу погодна за правење на зачинот, меѓутоа не и за ајвар. Меѓутоа го фативме тој дел и нели некако ги преклопивме нивниот интерес да се прикаже ајварот, меѓутоа да се прикаже и пиперката и сите други варијации, пошто ние како народ и сме познати како јадачи на пипер и пиперка. И за среќа ја прифатија приказната и благодарение на режисерката Миријана и нејзиниот тим. Веројатно многу добро ја склопија приказната и ние имавме што да прикажеме и раскажеме. И тој филм помина многу добро. И години после тоа добивавме мејлови и се уште се случува да добиеме мејл од некој кој што го гледал филмот во Франција, во Германија и по мејлот знам дека веројатно се прикажувал филмот, па нели сите се сетиле да пишат, да прашаат каде можат да дојдат, каде можат да најдат пиперта. И тоа беше многу позитивно искуство и како да речам резултат кој што некако ни дојде од страна, меѓутоа пожелен. Во Буково и како што спомнавте, самите туристи непоканети доаѓа, ги бараја производителите кои што беа прикажани во филмот, бараја да купат пипер, бараја место каде можат да се сместат со приколката и нели да преноќуваат ден-два. И тука ни се отворија некои нови хоризонти дека еве и Буково има потенцијал за туризам. И пиперката и толчената пипер, буковската, нели како што е позната, дека тоа може да се развива и понатаму. И сега други производи покрај пиперката има Буково што да понуди, за жал, нели, како цело земјоделие и градинарството, бидејќи во Буково се помали насади на земјоделски површини и се повеќе градинарство. Сето тоа е во помал обем, меѓутоа има. Значи тие баш кога е сезона и кога тој локален производ е во својата најдобра боја и сочност кога има, тогаш ги има тие производи во Буково и би можело, нели, може би некој ентузијаст или аве Пеце дојде да ги учи децата во Буково да држи часови, можда нешто ќе пренеси од неговава школа со туризам, па некој ќе, нели, ќе започне и со пречек на гости во своите домови. И нели таа цела приказна би можела да продолжи да се развива и понатаму со туристи. Президиум Буково како Здружение си постои? Да, постои. Обединува 11 производители. Некои произведуваат повеќе, некои помалку. Сите се сложни, посебно ги спојува тој еден настан кој што го правиме од првата година кога започнавме со работа на еден проект кој беше посветен на буковската пипер исклучева и тогаш почна како дел настанот, како завршен настан во тој проект, меѓутоа сите прифатија традицијата и тоа продолжи претходната година, веќе го имавме 5-тото издание на овој настан. И е многу убав настан, многу позитивен. Секогаш е сончево време кога го организираме, значи денот не сака и ни се годи да биде сончево убаво и посетители од градот, од Буково, од сегде
доаѓаат да се подружиме околу пиперката, да дегустираат исто вака традиционални производи, да покажеме што имаме. Елена, интересно изумим или јас ќе кажам, Буково прогласено за најубаво село во Кралството Југославија. И крал Александар по тој повод и го посетил Буково. Че стварно село со реноме, најдобро село имаме Буково. Може и Дихово да не го јади. Затоа се родам да работам таму. Да, интересно за Буково. Буковската пепер е веќе брендирана, таа оди во ваква опаковка и луѓето ја препознаваат. Твојот кашкавал и сирење, знам дека се бара однапред, се запишуваат луѓе, има листа на чекање за да се добие кашкавалот и сирењето на Игор. Ти не можеш да стигнеш да го спакуваш и брендираш соодветно. Тоа е целта затоа што едноставно луѓето го малите производители. Не може да дочекаат да стигне до производ, да. Ама го произведиш со своји раце и квалитетно. Тоа е една од карактеристиките на малите производители. Малку, ама убаво да види. Мене ми се допаѓа кога ќе се оди по италијанските маркети, ти обично еден ден во неделата во малите места имаат пазар и доаѓаат локалните фармери, ги изложуваат своите продукти. Секој сирење и кашкавал е вака, тоа не е пакувано, луѓето го испробуваат и на лице место се купува. И по самиот продавач кој ќе го видиш, да. Обично се во повозрасни години, по лице се гледа дека се измачен, продавач во маркет таму истото кој ќе видиш издотеран, скоцкан и многу разлика има. Во Италија баш тоа го имам забележано. И тој многу време на сонце поминал, нема време за други работи, нема време и за лична хигиена да не претерам, ама се гледа по самиот мачен, самото лице го издава. Тоа значи дека не треба да се индустриализира или толку многу да стане финосано, што би рекла јас, или да се произведува во толкави големи количини, зашто ќе ја изгуби автентичноста. Апсолутно. И да не се пастеризира млекото. Тоа е најважната дистанца помеѓу нас и индустријата. И, например, за кашкавало кој ќе го пробат луѓе поголеми од нас, велат, ваков на времето млекарата било. Го правеле од млеко, да нека сега неми од млеко нивниот кашкавал, ама индустриското производство е сосем поинакво домашно. Да. И вкусот го не е толку автентичен на населението кој што живее. Па ние јадиме, не знам, сирење или кашкавали од земји кои што географски не се многу далеку. Јас умеам да фотографирам некоја локација во Битола или на некоја локација низ Македонија и да кажам дека Охрид како Комо само нема италијани. Или Битола како Русија само нема руси. Тоа се оние зградите од соцреалистички некој период. Или Битола како Франција без французи. Или Битола како Виена без виенчани. Веројатно селата си имаат своја автентичност и ве подсетуваат на регионите кои што сите вие сте имале шанса да ги посветите по светот. Што е она што те ве одушевило во светот и на што те асоцира и дека можеме да го примениме тука? Во разноразни места сум имал прилика да бидам. Од Италија, ова ја што го работам, подобра поврзаност, толку треба да купиме од нивните искуства, од нивното знаење, од нивното начин на лажење, на продавање на нешто, тоа навистина им вреди. Еве ќе го извам во Италија, Кунеј областа, западна Италија. Од Торино отидовме на Алпите на некаде 1700-800 метри висина во село со 3 или 4 постојани жители, 10 километри направен пат нов од државата со подпорни зидови, со тунели, со патишта, со 300 чуда за да се стигне таму. Таму работат татко и син фамилиарно, чуват крави, прават кашкавали, прават сирење. Во Пештера го зреја кашкавалот, агротуризам направен, мислам, како љубител на тоа да ти зајди окото. Што го немам сретнато никаде на Балкан. Има и кај нас агротуризам, има почетоци, да, ама како тие што се организирани италијанците, мислам дека можеби французите таму не сум имал прилика да додам, ама тоа во Италија што го видов со производството и начинот на продажба и цела нивна организираност, смисленост на приказната да ја кажа, тоа е нешто неверојатно. Баш она влак не може да им најдеш. Моje позитивно искуство е од другата страна на границата од Италија, во Јужна Франција, во областа на Монпелје, во близина. Таму имав прилика престојувам 10 дена и многу ме импресионираше начинот на живот кој што французите, нели, оно што ние како Slow Food го промовираме, тие го живеат тоа.
Значи, земат млеко од локалниот фармер, си прават во мали теглички јогурт, си го зема за на работа. Зема месо од локалниот фармер и вика, не јадам многу месо, ама тоа што ќе каснам, сакам да е добро. Јадат квалитетни лебови, јас се плашев дека ќе останам нели гладна, пошто нели сме полепнија македонците, меѓутоа имат многу добра посветеност кон добар леб да произведат и да го густираат истиот. И целиот тој начин на живот, ако можат во секојдневието со сите обврски да се поврзат на тоа ниво, нели локално, да наоѓаат храна од локалните фармери, таа да се консумираат, а не да брзаат во маркети да само да наполнат кошница. Значи, таа поврзаност би можеле ние да ја пренесеме барем во вакви места кои што се вредни да се посетат и од други, да се видат, а кога веќе тие можат на секојдневно ниво. Моите искуства од Германија, Данска, Италија, Грција, секаде, се окей, али не можеме ние да копираме. Мора ние да биме автентична своја приказна. Ево, искуство со сите гости, вика дека Босна, Албанија, Македонија, тоа хоспиталите го има природно. За разлика на други места, кај што е многу комерцијално и многу кошта. Како ние да направиме производи, што ќе добиеме повисока цена и да вклучиме поголем број на луѓе. Пошто реално не викаме дека сме земјоделска земја, а увезуваме 800 милиони до милиарда храна. Така да мора нашиот чип да се промени, да имаме повеќе респект према природата, према земјата, за да произведеме. Ние не произведуваме према тоа што имаме земја, сонце и вода доволно како што треба. Сите тие со многу помалку успеват. Се тука, дали државата, дали традицијата, има многу фактори кои што влијаат, да. Али пак ќе кажам, само не успеале тие што се откажале. Јас мислам да не се откажиме, пошто цело обкружување сите само негативно, само нешто не чини, а уствари мораме да гледаме позитивните страни. На што те научи Тајланд, не кажа? Тајланд. Ги нареди сите земји, освен таа. Тајланд ме научи на позитивните размислувања, на радост, сонце секој ден, на голема почит на секој еден према друг човек. Така да и од таму имаме искуства што можеме да ги пренесеме тука, али пак ќе мораме да биде ние автентични. Ние можеме да биме, може немаме толку, имаме предуслови. Само треба да седнеме и да речеме дали стварно сакаме. Пошто да не импровизираме. Пошто пелистерот што го имаме ние, дали сакаме пелистер да биде комерцијален, да си расчистиме или сакаме да биде како ако. Ако пелистер сакаме да биде недопрен, треба под пелистерието да биде базата, базата кај што ќе биде тука смештај, храна, анимација. Пелистерот да биде како, пошто секој гостин што доаѓа, прво што прашува. Ова е тунелот кон рајот. Да тие ги полнат батериите. Али во тунелот треба навистина соодветни искуства, соодветна услуга, автентична храна, гостопримството и се разбира продукти кои што се автентични на поднебието на кое што живееме. Кој имаме тоа, ни треба само уште малку да загризиме под ламоко. Да си наздравиме за пелистер. Јас мислам ова екипа и не е пелистер, спремна за фудбалот, да. Прва лига. Да живееме и да кажеме дека година во Европа. Ова екипа не е спремна за пелистер. Значи ова не се десува на тоа. Али пелистер е спремен за вас и ова екипа докажува дека умее да го живее сонот на една планина, како да биде сочувана, почитувана, етички третирана, а уживањето да остани во овој регион кој што е во незините, да кажам, граници. Живели. Ова е крајот на втората епизода и на нашето патување низ срцето на Пелистер. Останувам со длабоко чувство на почит и инспирација од овие луѓе. Преку нивната страст ја истраживме таа скромна понуда на искуствениот туризам и кажавме како преку гастрономијата и откривање на приказните и традициите овој регион има шанса да стане уникатен. Од посветеноста на пеце за она што го нуди природата и почита кон неа,
до неуморното застапување на Елена за slow food и одржлива гастрономија и до нашто Игор го раскажува како занаечиското производство на сирење нуди еден поинаков поглед на живиот дух и можна ренесанса на Пелистер. Но надвор од вкусовите и аромите, она што навистина го издвојува Пелистер е длабогата врска помеѓу храната, културата и заедницата. Се гледаме во следната епизода.